Добра вечер во дневникот на КТВ 28 април 2025 година. Полицијата заплени 283 килограми шверцуван тутун. Во координирана акција помеѓу регионалниот центар за гранични работи Југ, полициската станица за граничен надзор Михајло, ОВР Неготино, надворешна канцеларија за криминалистички работи, оддел за криминалистичка полиција при Бирото за јавна безбедност и СВР Скопје, вчера, 27 април, во Неготино беа откриени и запленети 283 килограми тутун, спакувани во пакувања од по 450 грама и при тоа приведени се 3 лица, осомничени за кривично дело по член 278/Б, прикривање на стоки кои се предмет на криумчарење и царинска измама, и по член 279/Б, избегнување на плаќање на акциза, согласно Кривичниот законник на Република Северна Македонија. Имено вчера околу 7 часот и 30 минути од страна на полициски службеници од полициската станица за граничен надзор Михајлово на автопатот градско Неготино во близина на Црвени брегови биле забележани 2 патнички моторни возила со скопски регистарски таблички Шкода Октавија и Ауди А6, кои што напоредно се движеле по патот. На знак стоп, возилото Шкода Октавија не запрело, ја зголемило брзината и се упатило кон Неготино, но набрго од страна на полициски службеници било сопрено во градот. Од извршениот преглед на возилото управувано од лицето СФ, 30 години од село Љуботен, Скопско, било констатирано дека возилото е натоварено со 29 црни вреки, во кои имало жолти пакувања од 450 грама тутун, вкупно 283 килограми, без никаква документација за потеклото, со што е причинета материјална штета на буџетот во вредност од 2.704.340 денари. По насоки на надлежен јавен обвинител, набргу се приведени и двете лица кои што биле во патничкото возило Ауди А6 РФ 37 од село Љуботен, Скопско, и возачот на истото СА 41 година од Скопје. На лице место извршен е увид од страна на инспектори при регионалниот центар за гранични работи Југ и надворешната канцеларија за криминалистички работи при ОВР Неготино. По целокупното документирање на случајот, против осомничените ќе биде поднесена соодветна пријава. Завршено е поплочувањето во село Чемерско на површина од 250 метри квадратни како дел од програмата за комунална изградба за 2024 година, информира денеска од општина Кавадарци. Изминатиот викенд полициските службеници од сите сектори за внатрешни работи, постапувајќи во делот на контролите на сообраќајот на патиштата, вкупно издадоа 1570 платни налози за сторени сообраќајни прекршоци, повеќето по основ на Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата, соопшти МВР. Потенцираа дека заради непрописно паркирање биле издадени 216 платни налози, за возење со брзина поголема од дозволената 758 санкции, а пак по основ на непоседување возачка дозвола 141 лице било отстрането од сообраќајот. Исто така евидентирани се 62 прекршоци за неносење сигурносен појас, изречени се 31 санкција за возачите на мотоцикл за управување без заштитна кацига, 27 мерки се изречени за користење на мобилен телефон при возење, а 8 санкции за возачи кои минале на црвено светло, додека пак 61 возач е отстранет од сообраќај заради недозволено количество алкохол во крвта, се наведува во соопштението од МВР. По основ пак на Законот за возила, во посочениот период од сообраќај се исклучени 39 возила, од кои 11 поради техничка неисправност, а 28 заради тоа што биле нерегистрирани. Сообраќајните контроли продолжуваат и во наредните денови. Од МВР апелираат до граѓаните да ги почитуваат сообраќајните правила и прописи со цел поголема безбедност во сообраќајот на патиштата и заеднички придонес за посигурни патишта.
Министерот за дигитална трансформација Стефан Андоновски на пресконференција ги соопшти новите услуги од основните судови кои од сега за граѓаните се достапни на националниот портал за електронски услуги uslugi.gov.mk. Имам чест да означам за окружување на еден значаен чекор кон дигитализирањето на најважните услуги за граѓаните. На националниот портал за електронски услуги uslugi.gov.mk веќе се достапни две нови долго очекувани услуги од основните судови. Тоа се уверение од кривична евиденција за физички лица и уверение од кривична евиденција за правни лица, изјави Андоновски. Министерот дополни дека станува збор за најкористените тековни услуги од основните судови кои заедно со комплетирањето на пакетот на судски потврди што секојдневно им се потребни на граѓаните и компаниите го сочинуваат пакетот за неосудуваност. СДСМ ја обвинува власта за нов скандал. Како што беше речено на денешната пресконференција, братот на градоначалникот на Газибава, Стефковски, летал по улиците и за него не важеле законите. Денеска објавуваме нов скандал. Граѓаните ќе видат она што одамна го знаат. Функционерите на власта прават што сакаат без никаква одговорност. Со ДПМН и Панче Тошковски на чело на Министерството за внатрешни работи, наместо ред и поредок царуваат неказнивоста и селективноста. Одиме по ред. На 20 април 2025 година, точно во 18 часот и 31 минута, на булеварот Александар Македонски во Скопје, полицијата со радар регистрира возило со преголема брзина далеку над дозволената. Станува збор за ова возило позади мене, Мини Купер, со скопски регистарски таблички, управувано од Далибор Стефковски, брат на градоначалникот на Газибаба, Борче Стефковски. Тој почитувани воедно и собственик на автомобилот. Среде Скопје, братот на градоначалникот летал со 88 км на час, иако дозволената брзина е 50 км на час. Свиркачи од Министерството за внатрешни работи ни доставија видео снимка од радарот, на која јасно се гледа колку вози Стефковски среде Скопје. Еве го тоа видео, да го погледнеме. Полицајците почитувани го стопирале за да го казнат за пребрзо возење, но тогаш Далибор Стефковски телефонски контактира со некој во Министерството за внатрешни работи. За само една минута, началникот Министерството за внатрешни работи, кој според нашите информации во тој момент дури и не бил во земјата, се јавува на полицајците и им дава наредба братот на градоначалникот да не биде казнет и да биде ослободен. Бидејќи прекршокот веќе бил евидентиран, наредено им е казната да ја запишат на друго лице. Така, казната е издадена на лице со иницијали СЈ под налог број 07929. И оваа документација свиркачите ја доставија до нас, нема да ја објавуваме, секако за да ги заштитиме. Почитувани, секојдневно луѓе ги губат животите на улиците поради несовесни возачи, сообраќајки со тешки последици има на секој чекор. Се уште се свежи болните спомени на трагично прегазената Фросина во Скопје. И што прават Тошковски и Министерството за внатрешни работи? Наместо да обезбедат почитување на законот, ги штитат прекршителите само затоа што се функционери од ДПМН. Полна му беше устата на Тошковски со празни ветувања дека секој еден ќе одговара. Денес гледаме дека тоа биле само лаги. Брат да ми ќе одговара е најголемата лага која ја кажа Тошковски. Законот за нив не важи. Ако за брат на функционер на ДПМН нема одговорност, што да очекуваат граѓаните кога станува збор за повисоките функционери? Функционерите на ДПМН почитувани се над народот, над законите и над уставот. За нив нема одговорност. Сите други се виновни, само тие не се. СДСМ почитувани бара целосна истрага, бара одговорност за сите вмешани полициски службеници и санкции за сите инволвирани, почнувајќи од Панче Тошковски па надолу. Со Тошковски законот не важи за функционерите на ДПМН. Ова е беззаконие и време за одговорност.
Дали методот Еврозавицето е методот кој народот треба да го учи од Заев? Праша на денешната пресконференција од владеачката ВМРО ДПМН. Дали методот Еврозавицето е методот кој народот треба да го учи од Заев според Филипче? Дали Венко Филипче е воодушевен од Заев и тврди дека нема друг како него заради начинот на кој рекетирал во Струмица? Дали Венко Филипче е воодушевен од Заев кој цела јавност го слушна како вели дека сите во Струмица на кои им легализирал објекти плаќале по истата шема евро за вицето? Учи ли Филипче од Заев кој ја ограби Македонија, а после си донесе измени на кривичниот законник со цел да не одговара за ништо? Дали Венко Филипче учи од Заев како да рекетира? Се бори ли Венко Филипче во политиката за власт, за да може да работи по методот на неговиот учител Заев, евро за вицето? Добро е што Филипче јасно им даде до знаење на граѓаните, за никој да нема дилема, дека е ученик на Заев, негов послушник кој сака да ги применува истите методи и шеми со кои ја опустошија Македонија. Левица најостро го осудува безобразието и лицемерието на владата која во најтешките моменти ги излажа семејствата на настраданите во пожарот во Кочани, пишуваат од Левица во денешното соопштение и додаваат. Од страна на директорот на службата за општи заеднички работи Ивица Томовски и портпаролката на владата Марија Митева беше најавено дека ќе биде доделена итна финансиска помош од 150.000 денари за секое семејство со жртва од трагедијата, но и по месец дена семејствата немаат добиено ниту денар од владата, пишуваат од Левица и додаваат. Наместо помош за фамилиите, владата 3 дена по најцрната трагедија склучила договор за мерење на сопствениот и рейтингот на Мицкоски во висина од 22.857.000 денари од народниот буџет. Еден месец по соопштувањето на итната помош, платформата Отворени финансии и семејствата на младите жртви потврдуваат дека владата нема дадено никаква символична подршка ниту директно од владата, ниту преку Црвен крст. Ова значи дека семејствата на настраданите и повредените примиле и примаат донации само од граѓаните, стои меѓу другото во денешното соопштение од Левица. Продолжуваме со информациите од спортот. Тиквеш Голден Игла со победата над Гостивар од 96-74 обезбеди опстанок. Пробаскет во женската кошаркарска елита убедливо загуби од Крива Паланка во првиот дуел. Кошаркарските четвртфинални возбудувања во машка и женска конкуренција повторно донесоа доминација на домашните екипи. Кај мажите, МЗТ го доби Феникс со 87-55. ТФТ го совлада Чаир со 72-66. Куманово беше подобар од Кожув со 90-72, а Работнички го декласираше Пелистер со 79-50. Домашните екипи по првиот круг сите имаат по 2 победи и им треба само еден брейк за пласман во полуфиналето. И во плей-аут фазата викендов се одигра второто коло. Тиквеш Голден Игл си го верификуваше опстанокот во елитата, бидејќи го совлада Гостивар со 96-74, а домашниот терен го искористи и Вардар, кој го совлада Шкупи со 87-55. Викендов стартува и четвртфиналните дуели кај девојките кои поминаа без изненадување во корист на домашните екипи. Баскет Кам Спорт Тим 80-41, Бадел Патриот 81-38, Вардар МЗТ 79-54 и Крива Паланка Про Баскет 97-57. Тиквеш минимално поразен на гостувањето кај Пелистер со 1-0. Последните 4 кола ќе ја дадат разврската за шампионите и оние кои се селат во понизок ранг. На 4 кола до крајот на фудбалското првенство во Македонија ништо не се знае ниту за шампионите, ниту за оние екипи кои се селат во понизок ранг. Второлигашите ги одиграа средбите од 26-тото коло во кое се постигнаа следниве резултати.
Детонитар Сими 0-0, Кожу Беласица 1-1, Осогово Башкими 1-0, Вардарски Победа 0-1, Скопје Охрид 1-2, Саса Новаци 0-0, во дербито во Штип Брегалница Македонија Џорчо Петров одигра 0-0, а во Неготино Вардар минимално со 1-0 го совлада Велешки Борец. Надпреварите од 29-тото коло во првата македонска фудбалска лига не донесоа ништо ново. Дербито на колото го одигра Силекси Струга без голови 0-0, а во борба за опстанок Брера службено го доби дуелот со Воска, која се откажа од играњето во првата лига. Вардар со 3-1 ја доби Беса, а Тикваш на гостувањето кај Пелистер загуби минимално со 1-0. Шкендија ремизираше со Шкупи, играјки 3-3, а Работнички со 0-3 го совлада Гостивар на гости во надпревар кој беше прекинат во самиот финиш, откако екипата на Гостивар го напушти теренот. Третолигашите од групата Југ ги одиграа средбите од 23-тото коло во кое се сретнаа. Росован Превалец 1-3, Венец Бучин 2-0, Дренова Влазними 3-2, Слога Лажани Ултрас 3-3 и во големото дерби Големо Коњари го совлада Башкими со 4-0. Во ова коло слободни беа екипите на Младост и Питугули. Утре не очекува ведро и посвежо време, преку денот сончево со мала локална облачност, ќе дува умерен ветер од северен правец, а температурата ќе се движи во интервал од 10 до 23 степени. Тоа беа содржините во дневникот. Благодарам за времето и вниманието. Имајте секое добро.